Чинам дека прв пат во Астрорум имаме продуцент, филмолог, директор на Кинотека на Македонија, на една институција која што веќе видлива и јавно не се однесува само на филата, туку луѓето со задоволство одат и редовно гледаат филмови. Тоа се разбира се должи на одличниот менаџмент, на добриот концепт и на приближување на филмската уметност на вакви начини до пошироката јавност. Јас му посакувам добре дојде во емисијата на Владимир Ангелов, директорот на Кинотека на Македонија и човекот кој што изгледа многу се грижи за зачувување на вистинските вредности од доменот на филмската уметност. Добре дојдовте. Фала, добро ве најдов. Вие сте Фала на комплиментите, прво да кажам. Не сум научен овака на отворена сцена да примам овакви комплименти. Обично луѓе ми приоѓаат и ми честитаат, ми се заблагодаруваат за програмата. Меѓутоа ова што го кажуваш овака. Но ова се чисти факти. Да, оние што следат што се случува, вие практично сте она што би се рекло, по сите скалила, дојдовте на оваа позиција. Завршивте организација, продукција на Факултетот за драмски уметности, имавте искуство со работа на проекти, практично ваш елаборат беше основа за една масовна акција на реставрација на Македонскиот филмски фонд. Работевте во Вардар филм и дојдовте во Кинотеката прво како вршител на должност, а сега и како директор. И, како што реков, акциите се видливи за сите, транспарентни и нешто што, ако се сеќавам добро, многу години се зборуваше дека состојбата со најголемите бисери филмски е во критична состојба. Кажете ми, што беше вашата идеја практично кога запишавте продукција, веќе имавте некаква визија што ќе биде вашата преокупација, зашто многумина почесто одат на глума, на камера, на монтажа, нешто што е практично, но во организацијата знаеме во ваква земја дека перспективите какви може да бидат, не секогаш има многу пари. Работите и да стихино, барем кога сум ја овако во прашање. Се запишав на организација затоа што таа година беше отворена таа класа, мислам сосема. Од практични причини. Сосема случајно овака. Може би имав амбиции за нешто друго, може би сценарио или режија, меѓутоа ќе требаше да чекам дополнителни 2 години, па се решив за продукција, што не значи дека се откажав од некои мои овакво бубачки кои што сум ги имал и тогаш. Се уште си пишувам, се уште може не пишувам авторски овие дела, драми, романи и слично, меѓутоа постојано сум со пишаниот збор. Пишувате критики, пишувате осврти, пишувам редовен сум, од секој сум бил редовен во списанието Кинопис што го издаваме. Сум објавувал и на други места покрај Кинопис. Теорија и разноразни овакво осврти. Па не знам, мислам дека врвот е и мојот текст кој што го објави Ману во една едиција фотографијата и филмот во Македонија како еден поголем, пообемен овако истражувачки проект за цивилизациите во Македонија. Така да
ете, имам соработувано, значи и со Мано, не е само кинопис овако. Се запишавте на продукција. И немав некоја идеја што би правел со продукцијата. Знаев дека сакам театар, сакам филм, сакам литература, музика, рок н рол и слични работи. Логичен беше изборот да отидам на ФДУ. Глума ја тргам на страна затоа што не се чувствувам способен за такво нешто. Повеќе мои другари избраа глума. Со кого студиравте? Може да Предраг Павловски, значи еве овие другариве кои што ми се од детство. Значи не од факултет, туку од мало и од основно. Предраг Павловски се запиша на глума, Роберт Велјановски се запиша на глума. Заедно Роберт Велјановски живее во 13-та зграда, ја живее во 17-ка. Предраг Павловски е Карпуш 1, исто у Вера Циревири заедно учевме. Така да многу од нас го избра тој пат. Некои од другариве отидоа тука на електромашински, меѓутоа трен да отиде на социологија заврши, меѓутоа поголемиот дел од нашето друштво, наша во банда. Во општествените сфери, така? Да. Некој на општествени, меѓутоа никој не се откажа од уметноста, од театарот, од филмот. Сите останавме внатре, ако ништо друго, како конзументи, како публика остана. Такви беа времињата, такво беше живеењето што бевте задоени сите од култура, кога ќе помислам вашите генерации, моите, тоа се сите растени на рок н рол, на интерес, љубопитство за читање, списанија. Тогаш не ни беа толку достапни работите. Сега со интернетов се ти е тука достапно, малку треба да имаш некое предзнаење за да ти се отворат работите кои што за нас беа страшно тешки да ги осознаеме. Влијание имаше драмскиот театар кој што беше во наша непосредна близина и кој што секогаш можевме да отидеме тука. Во близина ни беа, па дури и глумците живеа во близина. Дац, Драјан Спасов и татко му живеа зад мојата зграда. Шишман Ангеловски и Звезда живеа веднаш тука во близина. Се беше тука така скоцкано и сте биле предодредени? Па, ги гледаш работите, сваќаш, идевме у театар, го знаевме Рамис на врата. Најчесто не пушташе, па моравме да си купуваме билети за овако. Меѓутоа, беше онак деца и изникнавме со љубопитството, значи и со тој театар. Љубопитството беше исто така интересно. Овако, за многу работи ние знаевме само од книгите, читавме, гледавме, купувавме. Не знам, некои бендови кои што беа популарни, алтернативни, Velvet Underground. Velvet Underground можевме да го слушнеме кои имавме 16-17 години, а претходно имавме читано милион текстови и книги бевте подготвени за слушање, да? Немаше каде да се чуе. Мораше да отидеш во странство за да купиш албум од New York Dolls или од одењето во странство во тоа време не беше толку едноставно. Па и да го купиш албумот, ќе купиш 1, 2 или 3, не можеш да донесеш повеќе. Па сега ќе избереш дали ќе биде тоа албум. Па ќе си менувате, па ќе слушате заедно. Да, па нешто ќе смениш, па нешто ова, нешто не допираат толку работите, не доаѓаа во Македонија толку работите. Но затоа тоа ве движело напред, да. Може би поише во Белград, Загреб и Љубљана. Љубљана секако, мислам, они беа и премногу блиску до западот. Ние бевме така малкуцка потргнати на страна. Кај нас социјализмот беше крут, поригиден го сваќа. Иако имавме пристап до Солун, до Атина и такви работи, кои ќе отидевме надвор, каде било, кога ќе влезевме у книжарница, нешто овака, или у продавница за плочи, ко дете у сладкарница. Радост. Тука сваќавме дека социјализмот
малкуцка, не, дека можеби нешто не штима у ова социјализмот, затоа што го немавме немавме пристап кон сите работи што не интересира. Не. Како дојде приказната со Вардар филм и тоа искуство, колку денес ви помага и каков беше Вардар филм тогаш, денес, како соработката со луѓето од фелата ве прифаќаа младите, ви пружа рака или требаше голема борба да се случи, да се наметнете? Вардар филм тогаш беше после Пред дождот. Значи тоа е 94-та година, веќе Вардар филм е звер, овако кој што има веќе 2 номинации за Оскар. Медо Тожи е директор на Вардар филм. Ја доаѓам да работам на еден филм кој што се вика Жолтиот трендафил со Антонио Митричевски. Тоа е првиот филм на Антонио Митричевски и тука ги поминавме подготовките. Овако, подоцна филмот се викаше Преку езерото. Меѓутоа не идеше се толку глатко во поглед на финансиите, па имаше некоја пауза од 5-6 месеци. Во тие 5-6 месеци снимавме еден намински филм за Стопанска банка. Интересен проект, колку онак да се сработи, да се одржуваме во форма. И потоа имаше пауза. Значи, за време на таа пауза ми се јави мојот професор Мартин Панчевски, овако и ме праша што работиш, викам стендбај, чекаме овако да продолжи снимањето на Жолтиот трендафил, уствари да почне снимањето на Жолтиот трендафил. И вели иди у кинотека, бараат човек. Ајде, идам у кинотека. Знаев кинотека, иако кинотека тогаш беше доста инкогнита една институција, затоа што се наоѓаше во зградата на телевизијата, на 6-ти спрат, немаше некои големи јавни активности, не беше изложена на лицето на културната јавност, повеќе функционираше како архив. Меѓутоа, нормално знаев за кинотеката, затоа што и самиот професор Мартин Панчевски имаше работено во кинотеката и на некои од предавањата не носеше таму, да видиме што е филм, да видиме што е монтажна маса, да видиме так, надгледно некои работи, како се чуваат филмовите, како живеат. После 9 месеци во кинотеката, на 2 октомври, заедно со син ми, заедно со првиот син, го добив решението за вработување, така да Ки го памтите датумот цел живот. Едноставно. Да. И од тогаш сум во кинотека веќе 25 години. Почнав од, што се вика, од подрум. Во кинотеката има едно оделение, техничко оделение, кое што се вика пикерско оделение. Во пикерското оделение се отстрануваат физичките недостатоци на филмската лента. Значи, филмската лента, ако има еден игран филм 3000 метри, треба сите 3000 метри да се поминат, да се испипаат со прст, да се види каде филмската лента има физички недостаток и тој недостаток да се отстрани. Отстранувањето обично се прави со ножички, со макази, со ацетон лепак и со преса за сечење и лепење на филмска лента. Пикерот има и мала лупа, затоа што 35 мм филмска лента малкуцка да ја зголемиш. Сега ја сум учел за продуценти, за гледање филмови, не сум учел за пикирање филмови, овакво поголем дел од времето го поминував со лупата. Со лупата за да ги видам сликичките и да сватам од прилика некои од филмовите и ги имав гледано и секако дека и ги имав гледано од филмовите. Така да кога ме унапредија у монтажа, значи кога ја добив првата монтажа, тоа беше една стара превоз машина со 2 чини, значи само за преглед, не можеш да монтираш, него само можеш да се прегледа филмот. Ја тука седнав и прегледав сите филмови кои што беа овакво у кинотека и за кои што немавме никаква назнака што би можеле да бидат. Тоа беше слика и звук. Има некој од дел од сликата беше негатив, дел од сликата беше позитив, дел од нив беа ресклови, остатоци од разни филмови. И тука
тој проект Елаборат 47-53 година произлезе од тој Од куп. практична работа, да. Да, од тој куп Моравте филмови. стратегија да направите како Излезе да... дека во добар дел од филмовите сме ги немале. Значи ги немаме како Постои формирани. податок дека постоеле, Да, меѓутоа да. во... Ги имаме башка негатив, башка позитив. Едниот негатив е негде заведен таму, другиот негатив не е воопшто заведен и мораше да се комплетираат филмовите. Знаеш, она баш убава некоја редење на некои коцки. Забележу, ова сум го слушнал порано, ова знам, ова што сум го слушнал, негде сум го гледал. Не. Па треба да видиш кај си го гледал тоа. Сложувалка. Па да. Колку успеавте, колку луѓе бевте или вие бевте единствениот кој што така заедно највише тука работевме заедно со Киро Велков. Добар дел од филмовите ги успеавме да ги вратиме. Затоа што голем дел од тие филмови што успеавме да ги вратиме беа уништени за време на прво поплавата, па после земјотресот. Има некоја приказна дека во тие две институции која ги пофатила поплавата филмовите се извалкале. Ги носеле во базен за да ги мијат филмовите. Значи, што е поака се 3000 метри, како се сушат, како не. Така да голем дел од филмовите беа згрутчени. Сега приказните се тие. Не мора да значи дека филмовите ги перале во базен. Меѓутоа, ја сум овакво по вокација филмаџе и ги сакам овие филмски приказни. Па може би дури идеја за некоја книга, и да не се одвесуваат со анекдоти од филмскиот свет, може би некој ден ќе се решите ако паметите многу и ако ви ги кажуваат, да ги ставите во книга. Па да. Не знам, од секој сум сакал овие вицовите за филмаџиите. Има еден познат виц, па дури пред некое време го начекав и на социјални мрежи. Седат два глувци во филмски архив и грицкаат филмска лента и едниот вика книгата беше подобра. Тоа вие и колегата Велков. Да. Сме јаделе многу од таа филмска прашина овако. И како дојде да имате можност да почнете да креирате програми во кинотеката, бидејќи во вашиот мандат, без разлика и кога сте вршител на должност и директор, кажав дека кинотеката стана омилено место за многу луѓе. Вие знаете да реагирате во додениот момент. Сега ќе се сетаме еве што се случи со Медена земја. Секогаш знаевте кога е потребно уште едно прикажување и правевте недели на различни светски кинематографи, портрети на сниматели, режисери, Вендерс, ако сега почнуваме да набројуваме холандски филм. Што све не сме правени. Да. Уште 2006 година, која добивме киносалата и се преселивме од македонска телевизија во библиотека Другарче, значи во кинотека. Сегашна кинотека. Јас бев тој што требаше да се грижи за филмскиот програм. И почнавме онака доста, па и тогаш 2006 година доста амбициозно, меѓутоа излезе дека ние како кинотеки немаме некоја богата архива. Богатството на филмскиот архив не се мери во метри, километри или во број на наснови, туку се мери по вредност. Па јас барем моето вреднување е колку Хичкока имаш, колку имаш не знам колку Бунјуели имаш, колку Бергмани имаш во својата колекција. Ние генерално немавме ич или имавме по еден. Она што го имавме, што беше квалитетно во смисла на естетски овако критериуми, секако од страна на странската продукција, многу брзо го истрошивме. Значи ги испукавме филмовите за 2 месеци, за 3 месеци, после тоа нема лажење, нема што да правиш. Не можеш повторно да се вратиш истата програма да ја вртиш од пред 3 месеци, нон-стоп да ја вртиш.
се свртевме, прво се свртев кон ФИЕФ, тоа е организацијата, светската организација на филмски архиви, асоциација. Кинотека членува. Кинотеката е да. член со години, да. Упативме еден циркулар до сите кинотеки во свет. Немаше некој посебен одглас. Да. Меѓутоа, унгарската кинотека со кој што имаме одлични врски се јавија и успеавме да донесеме околу 70 класици на филмската уметност од 1910 до 1960-тите години од прилика. Тука има од Грифит филмови и мислам одлична една колекција на 16 милиметарски филмови. Ето кинотеката немаше 16 милиметарски проектор. И 16 милиметарската филмска лента е многу кревка, многу деликатна. Тоа е за киноклубови од помал размер. Оака и ништо остана филмовите, ги примивме, ги преземавме, меѓутоа не можевте ништо да правите. Не можеме. Ја и ден денеска барам некој добар 16 милиметарски проектор за да можем да направам таква една презентација на се што имате. Да, презентација, проекција. Јас би го ставил проекторот внатре во киносала, луѓето да гледаат како се проектира. Како се проектира од таков еден проектор. Се свртевме кон овие културните центри странски што функционираат овде и амбасадите. Први што ни излегува во пресред беа Францускиот културен центар и Бранко Чобанов. Направивме еден прекрасен циклус на француски филмови. Меѓутоа свативме дека немаме овако систем за титлување. Па полека развивавме и систем за титлување. Се сеќавам, отворивме со филм на Луи Мал, овако Лифт кон губилиштето, еден класичен француски овако трилер. Фантастичен филм со музика на Майлз Дейвис и овако и сите 5-6 филмови што ги пуштивме тогаш беа одлични. Меѓутоа, како тргнавме, се појави Гете институтот. Значи, баш во тоа време се формираше Гете институтот и со тогашниот директор Томас Дихаус оака кликнавме, човече, како се видовме, он ми вика, ајде да правиме нешто, да правиме. Он вика Вендерс, ја викам Вендерс. Он вика Фасбиндер, ја викам Фасбиндер. Значи, за секоја работа се погаѓавме и целата таа соработка со Гете институт која што трае усвари со Томас Дихаус од Гете институт, ја кронисавме со презентација на Метрополис во Македонска опера и балет во МОБ. Беше една фантастична оваква проекција на која што јас за жал не бев, затоа што паднав од сцената за време на подготовките. И ја знаеш како е сцената овакво. Да. Добро кој не внимава. Да, имав среќа што не паднав на некој од седиштата тука овако. Па бев малку згрудван, ал не бев немав некои скршеници. После тоа гледав колегите го имаа снимано настанот и стварно гениален настан. Ако знам дека дури немавме ни средства доволно за да го завршиме тој проект, па ни помогна Осмофон, мислам дека се викаше тогаш А1 сега што е. Овако лично Трендо беше директор на маркетинг таму и сепак личности што се склони кон помагаат секогаш. Другарче, помогни. Колку требаат, толку требаат. Еве ти уште 1000 плюс. Така да и Европска комисија исто така помогна и они го препознаа овако. Види, за добар проект и вреди да скршиш збор кај пријатели и сигурен сум дека и нив им било ќеив што го помогнале тој проект. И ден денес соработуваме со Гете институт
мислам на општо задоволство. Не само на нас и на Гете институт, него и на публиката. Имате некои нови долгорочни планови, ги размрдавте состојбите со кинотеката, се отворивте, ги спасивте филмовите што можеа да се спасат. Кога би рекле дека сте задоволни што сте направиле од оваа институција? Секогаш не засуваат пари. Тоа е континуитет. Кинотеката од секогаш била една од врвните институции. Значи, уште кога дојдов пред 25 години, кинотеката беше солидна, здрава институција и денес. И луѓето кои што ја раководеле низ овие години, значи од првиот Ацо Петровски директор, заклучно со мене, мислам дека имаат воспоставен еден здрав систем на работа. Веројатно заради љубов или професијата. Некаде е повеќе, некаде е помалку. Ја гледам да балансирам сите работи да ми бидат опфатени во сите нивоа на работа и сите гранки во кинотеката да ми бидат опфатени. Значи, кинотеката ние ја делиме на архив и на јавна дејност. Архивот е срцето на кинотеката. Најважниот дел, не би постоел овој другиот. Најважниот дел на кинотеката. Овако и гледам да бидам и таму посветен, нормално да не го запоставам и овој јавниот кој што ја популаризира, ја вади надвор на површина целата дејност. Соработувате со факултетот за драмски уметности, со Вардар филм, со другите институции од културата. Соработуваме со Вардар филм апсолутно, со агенцијата за филм ни поддржува проекти, со ФДУ имаме исто одлична соработка, неколку пати со Лордан Зафрановиќ и Рајко Грлич исто така доаѓа како дел од проекти заедно со ФДУ, исто со ЕСРА факултетот кој што се наоѓа во нашата зграда, имаме исто така одлична соработуваме со сите. Се во интерес да биде по квалитетна, да добие да биде на повисоко ниво, на повисок пиедестал поставена институцијата. Како гледате вие и како професионалец и лично на овие светли моменти на македонската кинематографија? Обично се индивидуални проблесоци, но како стоиме, како гледате, напредуваме системски, еднаш од 200 години се случува. Да, еве што се случи со Медена земја, во исто време со Ѓурче Ставревски што направи. Имаме и други, значи сестрите. Мене ми е страшен кеф што не е изолирано. Значи не е еден проблесок. Да ви кажам. 94-та година го имаме Милчо Манчевски пред дождот и толку. Значи 94-та година имаме во другите, Дејан Дуковски го имаме во 94-та година и не знам, Анастасија и на меѓутоа во други сфери на уметноста. Александар Поповски, да. Александар Поповски, да. Во театар, значи, а сега веќе имаме некое движење, некое кои што без разлика дали се различни автори, не мора да бидат исти авторите. Они се различни, меѓутоа се можеби нити се дружат, можеби нити се познаваат. Меѓутоа сепак творат еден правец. Сега можеме више да кажеме дека имаме и нека македонска школа, македонски правец, школа, македонски правец имаме, како што има правец во Романија. Романска школа на современ романски филм. Како велат, Црниот Бранова ние некој транзицијски бранд. Ние сме во постојана транзиција, но произведува квалитетни луѓе и дела. Терминологија, терминов де зубе. Нека биде и посттранзицијски некој македонски бранд. Че имаме одлични 4-5 филмови кои што светски. Светски филмови. И препознаени се од светот. Не се само локално овака останете, него излегува и тоа не е она свет
од Вардара па до Триглава, нешто тука Не, да не, се не. вркаме Ова локал, од релевантни, Балкан Бавча. признаени Да. од релевантни стручњаци, Ова е организации, да. апсолутно, Да. ова е идење у Африка, Америка Латинска, со сите тертипи, со сите нишани имаме овако Веројатно тоа е успех. полезно и за кинотеката, сега кога ќе се обрати за нешто, веќе ќе знаат чија кинотека. Мислам дека више и Да. со други очи не гледаат. Да, и, поинаку. Да, мислам дека со други очи не гледаат. Кинотеката од земјата кај што е медена земја. Да, Мислам, тоа е. да, секоја чест. Многу ми е Да, кеф, да. многу ми е На кеф тој што тим. ја искрено се чувствувам како дел од Од таа- нив и од радоста. Па, Да. значи, ја апсолутно сум сигурен дека ако не беше Македокс, ако не беше Манаки фестивалот, ако не беше А таму кинотека, сте и селектор на една програма, да. бе, Особено во поддршка да, на, да. на младите, Да. на развој. Меѓутоа, да не беше кинотека, да не беа сите, значи еден комплекс кој што се создаде овие овако и тоа на институции кои што имаат квалитет, немаше да го имаме ова. Така да, тоа е. Јас знам дека минутите веќе ни завршуваат, а не стигнав, имате многу прочитано, многу изгледано, начнавме некои теми, што последно вас поодушевува во светот на филмот, во светот на книгите, нешто да издвоите, последно што сте се фасцинирале? Надвор од работата. Читам овако, надвор од работата, читав една книга на, ајде, ќе ги измешаме работите на Саша Станишич, Скиселени тикви, мислам дека му се викаше книгата, кратки раскази од Геге. Тоа е малото гологузица овако скопско. Фантастична книга, многу кратка, се чита за еден ден, индивидуални, едно 30 на индивидуални приказни од неговото окружение, овако Ова динамика на живењето е се повеќе расказите излегуваат на површина, кратките форми. Ова се баш Никој нема трпение. раскази, оние, како што рече ти, транзицијски едни раскази. Сме зборувале у моево малско друштво, да, дека генерално Македонија немаше некој човек што ја опиша транзицијата. Ниту на филм, ниту па овако во литература. Знаеш, ама јако тоа да биде здраво. А транзицијата има милион приказни. Саша Станишич тоа одлично. Фамилијата Марковски можеби е најблиску до тоа прикажување, да. Може. И Саша Станишич, велам, кој што е режисер, баш кај има завршена компаративна книжевност. Тоа е одлично, може да се филмуваат, претпоставувам. Да. И не знам, нераскажени приказни на Рајко Грлич неодамна исто така ми остави јаков впечаток, затоа што и реално режисерот не може да си ги раскаже сите приказни на филм и Рајко Грлич решил да седне и да си ги запише. Милион приказни, милион крокија за милион добри филмови. Чудо. Може би ќе помогна за подложка некој да се реши да сними. Некој омнибус може би. Рајко Грлич беше тука, па дури имаше некоја иницијатива од некои наши продуценти да овако заедно со Анте Томич па да се направи некоја соработка за една книга на Анте Томич. Ке видиме што ќе излезе. Значи, интересни се тие работи. Не треба да се ограничуваме тука локално, треба да идеме овакво. Сега барем се достапно. Да. Јас не знам, некој што е инфициран од филм, најмногу ми паѓа на памет еден Вуди Ален, не знам дали сте ја читале книгата Непокорниот живот на Вуди Ален. Таа не е авторизирана биографија и можеби таквите творби се најинтересни и оние меѓуредови се најпримамливите за читање. Ако не сте ја читале, супер што те погодивме. Вуди Ален ми е секојаш овако, па сигурно и неговиот живот без разлика што ако ништо друго не е дозволена смртност. Да, тоа беше овако, да. Значи, ајде да кажеме приказната за Вуди Ален за смртност. Кажете, може така и да го завршиме разговорот. Го прашале Вуди Ален на еден од фестивали, мислам на Венецијански го праша, што мисли за смртта, неговиот одговор беше дека е
строго против неиз. Strongly against it. Така да. Супер. Баш ми Треба да си фала има ти, став фала ти во Види, животот. Ако е авторизирана неговата биографија, тогаш Ова не би било тоа. Не би било тоа. Не му личи. Да, сигурно Тој е би далеко од крател многу. конвенционален, да. Сигурно би крател многу. И јас ви благодарам многу за разговорот и ви посакувам со оваа динамика и сега вие си наметнувате критериуми, секогаш ќе се очекува повеќе и повеќе од кинотеката. Па имаме доста планови. Се надевам дека ќе имате поддршка и финансиска, зашто знаеме, тоа е една скапа играчка, филмот секогаш била скапа, но имаме автори кои покажа и дека не мора да се има толку пари да се сними нешто. Па еве и Медена земја со елементарни средства, може би тоа беше клучот што снима со фотографски апарати па направија ремек дело. Да. Ремек дело во секој случај. А ја мислам дека еве и тоа работата од овие претходни години, мислам дека ќе почне и онака малкуцка да се материализира и повеќе. Тоа не мора да чекаме само на министерството. Кај знам не, меѓутоа мораше да се стапне овака убаво за да видиме да можеме нешто и со надворешна помош да направиме. Јас се надевам дека ќе има и други резултати. Да, благодарам многу. Фала ти многу што.